За внатрешни работи за овој случај, како и за сите останати случаи, ги превзеде сите оние действија кои што се во рамки на негова надлежност, односно најпрвен постапи во насока на разговор со жртвата и со нејзиниот родител, потоа беа повикани сите инволвирани во случајот, како оние кои што имаат директно насилство преземено во жртвата, така и оние кои што беа сведоци на настанот, а и оние кои што го документираа, односно го снимаа настанот. Тие дечиња беа повикани и нивните родители беа повикани. Беше известен јавен обвинител, беше утврдено од страна на надлежен лекар сторени, констатирани здравствени, да речеме, прегледи на жртвата и во текот на денешниот ден по консултација со надлежен јавен обвинител за дел од оние кои што присуствувале на самиот настан ќе бидат поднесени кривични пријави против оној кој што исполнува законски услови за истото, но и против родителите. Станува збор за кривична пријава насилство, кој што ќе биде поднесено и военно малтретирање и запуштање на малолетно лице. Со што ние ќе си ја сработиме работата како Министерство за внатрешни работи, како што сме ја сработале работата и во рамки на другите случаи во минатото. Но очигледно дека она кое што го работи Министерството за внатрешни работи не е доволно, односно понатаму треба да постапи во овој предмет јавното обвинителство и судот. И сето тоа да биде соодветно споделено со јавноста, да преку медиумите бидат запознаени сите оние кои што во иднина повторно ќе се дрзнат да направат вакво насилство, дека за истите следи санкција, дека за нивните родители ќе следи санкција и дека оваа држава нема да дозволи ваков тип на грозоморно насилство кое што македонскиот народ и македонските граѓани има прилика да го посведочат во текот на вчерашниот ден. Во разговори и во континуирани чекори во насока на превенирање, на повеќе наврати имаме разговарано со министерката за образование, со министерката Јаневска, и имаме поставено платформа да во иднина и како се фокусираме на овој тип на насилство. Врсничкото насилство бара еден широк меѓуинституционален одговор, но нема да дозволиме како држава ваков тип на насилство да ни се случува секојдневно во рамки на парковите, училниците, дворовите и така натаму. Навистина мора да имаме, пак ќе повторам, еден силен меѓуинституционален одговор, но и судот и обвинителството треба да си ја превземат својата улога во рамки на постапувањето, да изречат праведни и правечни одлуки кои што секако, освен од репресивен карактер, ќе делуваат соодветно секако и од превентивен карактер. Така што сметам дека ова треба да е еден од фокусот во иднина на сите институции кои што имаат било каква врска со овој тип на активности.